сега во недела на Ротари клуб Куманово, заедно со Ротаракт клубот и Инервил клубот, а со голема помош на Крос-сайклинг клубот од Куманово, организираме велосипедска акција во делот на планински велосипедизам. Ова трка ќе се случи на 30 мај во недела, значи, со почеток во 11 часот. Пријавувањето на сите заинтересирани ќе биде до 10:45 часот. Сите планираме ова трка да биде традиционална, односно се одржува секоја година и средствата соберени од оваа трка планираме да ги намениме пак за велосипедистите, односно за сите љубители на природата. Оваа година средствата ќе бидат наменети за заштита на истата шума што се наоѓа на локалитетот Студена вода во близина на селото Добрашане, за запрашување од штетникот кој се нарекува, кој се вика боров четник и кој нанесува голема штета на таа шума. Боров четник е уствари молец кој што ја напаѓа шумата од 500 до 600 метри надморска височина и глистата шума, која што е вештачки насадена. Овој проблем е системски и се случува на илјадници хектари во целата држава и се надевам дека институциите кои што ќе се задолжени да го решаваат овој проблем ќе го решат. Во тој случај ние средствата ќе ги намениме за некои други проекти, пак во интерес на велосипедистите и на екологистите. Ја користам оваа прилика да ги поканам сите граѓани, љубители на природата, посебно на планинскиот велосипедизам, да дојдат на локалитетот Студена вода на 30 мај во недела, да ни дадат поддршка, сите велосипедисти да возат и да учествуваат на таа трка, меѓутоа сите луѓе кои што се волни да помогнат, ќе платат котизација која што за сите луѓе изнесува 500 денара, за нас од 13.000 денара и со тоа навистина ќе покажеме дека и ние како неполитички организации можеме да придонесеме самите за своја добро. За самата трка, значи сите ќе стартуваат и во женска и во машка конкуренција и младинска конкуренција во исто време. Тој што прв ќе стигне на целта ќе добие титула победник на Ротари Еко-сайклинг 2021 година. Ќе добие пехар и ќе добие подарок, душек на тросет на надувување од Интекс фирмата, од нашиот спонзор Алфи Техно Центар. Второ и трето место ќе добијат сребрена и бронзена медал. Сакаме посебно да ги стимулираме учество на женските надпреварувачи и на младинските надпреварувачи, затоа прва надпреварувачка која ќе пристигне на целта ќе добие фотеле на надувување од истиот производител, пак од Алфи Техно Центар. И младинскиот победник, односно прв младинец кој што ќе помине на целта ќе добие еден вид табуретка од Алфи Техно Центар. Би сакал да изразам посебна благодарност до нашите помагачи и спонзори за овој настан. Пред се благодарност на Алфи Техно Центар за најголемите награди што ги дава за победниците. Потоа на Сокара Кватро за освежувањето кој ќе биде за учесниците сите. Арис Деграс за награда за сите учесници на трката со еден производ кој што ќе биде за чистење на самите велосипеди. Благодарам на вашата куќа као медиски спонзор и мистер Тонер за штампаниот материјал и на сите други луѓе кои ќе дојдат и ќе донираат. Сепак се тоа зависи од колку ќе биде масовен самиот настан.